Значи вчера инспекторите на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам излегоа на лице место и констатираа дека таму навистина има ново изграден објект. Тоа беше причина да побараме вонреден надзор, бидејќи објектот се наоѓа на територија на општина Центар. Побаравме вонреден надзор за конкретниот објект во општина Центар и денеска инспекторите од Државниот инспекторат беа на увид во општина Центар и беше повикан и инвеститорот на објектот да достави документација доколку ја поседува истата. При увидот, при направениот надзор е констатирано дека објектот не поседува соодветна документација за изградба и не може да поседува согласно законот, бидејќи е поставен токму на трасата каде што согласно последниот важечки ДУП кој што е изгласан од актуелниот совет на општина Центар, таму е предвидена трасата на Јужен булевар и од тука, значи, на таа траса не може да се гради ништо друго освен перспективно булеварот Јужен. Бидејќи беше присутен на надзорот и инвеститорот на објектот, тој изјави дека објектот е изграден пред 2011 година, а на очиглед на сите гледаме дека објектот се изгради за последниве неколку месеци. И дрскоста уште поголема да тој достави и документ дека има поднесено барање за легализација на истиот, кое што барање е поднесено од сосема друго физичко лице и на кое што барање стои дека објектот е куќа, ниту има капе, ниту се знае за кој објект е ова барање доставено. И токму затоа инспекторатот ќе ја продолжи постапката натаму. Се сомневаме дека овде станува збор за дрско прекршување на законот од повеќе аспекти, не само бесправна градба, него можеби станува збор и за злоупотреба на законот за легализација на бесправно изградените објекти. Инспекторката овластена од општина Центар констатира дека има поднесено барање за легализација и натаму ќе очекува исходот од комисијата за легализација за да може да ја продолжи или да ја прекине постапката. Сакам посебно да потенцирам дека станува збор за јавен интерес, бидејќи, како што споменав пред малку, тука е предвидена трасата на Јужен булевар, која што во иднина и скоро можеби ќе почне со реализација, а на истото тоа место општина Центар дозволува дивоградби и дозволува дивење и незаконито постапување. Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам целата постапка ќе ја изведе до крај и не е исклучено да бидат вклучени и други надлежни институции, бидејќи се сомневаме дека ќе треба тука да се вклучи и Министерството за внатрешни работи и Државниот инспекторат управен, кој што ќе ја провери целата документација, периодот кога е барањето доставено и така натаму.